Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Ирскиот софтверски гигант Баракуда FX ја одбра Македонија за ширење на својот бизнис. Свети Николе ќе добие современ градски пазар. Предвидена е изградба на деловни комплекси и станбена зграда во централното градско подрачје. 2200 работници ангажирани во изградбата на трите автопатски делници во Македонија. Ирскиот софтверски гигант Баракуда FX е новиот странски инвеститор во Македонија. Ова одлука компанијата ја објави денес на својата веб страна. Според објавеното, инвестицијата тежи 1 милион евра, а инвеститорот планира да започне со работа наредната година и да вработи 90 лица. Како што соопшти Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, Баракуда FX е лоцирана во Даблин, соработува и испорачува софтверски услуги за најреномирани светски банки и финансиски институции, а е носител на престижни интернационални награди и признанија. Во конкуренција на повеќе првично селектирани земји и како резултат на упорната работа на владиниот економски тим за реализација на овој проект, предводен од вице-премиерот Владимир Пешевски и заменик директорот на Инвест Македонија Климет Шекеровски, Македонија е избрана како најповолна дестинација за идните развојни планови на Баракуда FX, информира агенцијата. Изградбата на трите автопати е важна компонента за развој на домашната економија преку ангажманот на локалните компании кои се ангажирани како произведувачи. Во моментов 2200 работници работат на изградбата на автопатските делници. Економскиот развој на Македонија зависи од добрата патна инфраструктура. Домашните и странски инвеститори бараат сигурни и брзи патишта. За да се задоволи ова барање, оваа влада инвестира во изградба на 3 автопатски делници. Премиерот Никола Груевски при посетата на Прилепскиот регион обелодени 90% од трасата на автопатската делница Скопје-Штип веќе е пробиена. Во Македонија во моментот, како што сите знаеме, се градат 3 автопати и имаме добар прогрес во сите. Например, во делот на Скопје-Штип пробиена е трасата за 90% од трасата е пробиена. Во делот на коридорот 10 Смоквица-Демиркапија пробиена е 57% трасата и во делот на Кичево-Охрид 37% од трасата е веќе пробиена. Така што се работи со полна парија, вработени се многу луѓе. Последна бројка што ја добив е 2220 работници се ангажирани само на овие 3 автопати. Покрај модернизацијата на магистралните, регионалните и локалните патишта, оваа влада подеднакво работи на модернизација на железничкиот сообраќај. Се реконструираат 10 железнички станици долж коридорот 10, а се работи на рехабилитација на пругата. Наредниот месец се очекува во Македонија да пристигне првиот од нарачаните 6 ултрамодерни возови. Новите воведени линии и квалитетот на услугата на светско ниво резултираат од зголемен раст на патници на двата домашни аеродроми. Во месец јули е забележан рекорден раст на превезени патници. Новите воведени линии и квалитетот на услуга на светско ниво резултираа со значителен раст на патници на двата домашни аеродроми. Во месец јули е забележан рекорден број на превезени патници, односно раст од 28% на годишно ниво, информираат од ТАФ Македонија. Бројот на патници во јули оваа година изнесува 185.811 во споредба со истиот месец лани, кога на македонските аеродроми се регистрирани 144.784 патници. 17% раст се бележи во споредба на периодот јануари-јули 2015 со истото време ланската година. Лани бројот на патници во првите 7 месеци изнесувал 704.563, а оваа година бројката се искачила на 823.492. Овие бројки покажуваат дека се повеќе туристи од странство доаѓаат во Македонија. Од 2007 до 2014 година, како што изјави и премиерот Груевски, бројот на туристи во Македонија е удвоен, а со зголемувањето годинава порастот е повеќе од 100%.
Во првите 6 месеци од годинава е регистриран раст од 6,4% во делот на воздухопловните операции. Од јануари до јуни имало вкупно 6739 полетувања и слетувања на двата аеродрома. Најфреквентна дестинација е Истанбул, а потоа следуваат Цирих, Виена, Базел, Малме и Лондон. Од вкупниот број патници, повеќе од половина биле превезени со нискотарифните авиокомпании, што е јасен показател дека ефтините билети и субвенционираните летови значително ги зголемија можностите за патување со авион од земјава. Општина Свети Николе изработи два урбанистички плана кои предвидуваат комплетна обнова на централното градско подрачје. Граѓаните ќе добијат современ градски пазар кој ќе ги содржи сите потребни компоненти. Во меѓувреме бизнис секторот ќе може да создаде своје катче во деловните комплекси кои се предвидени да бидат дел од новото градско руво. Општина Свети Николе ќе добие нов градски пазар. Локалната самоуправа пред граѓаните преку видеопрезентација веќе го представи идејното решение за нов модерен лик на централното градско подрачје. Предвидено е новиот градски пазар да има целосно реконструирани, затворени и отворени простори, а ќе се постават и соодветни системи за ладење и грејење. Старите тезги ќе бидат променети со современи продажни места, со што ќе се олеснат условите на продавачите, но ќе се допринесе и за поквалитетна услуга за купувачите. Се работи за проект во кој што пари и средства грант од 260.000 евро од ИПА компонентата, а меѓутоа и ние учествуваме со исто толкова количина на пари, значи со тоа што ќе се направи една комплетна надградба и горе ќе имаме еден модерен деловен комплекс во кој што ќе има простор за малото стопанство, за трговија, модерен супермаркет, доле модерен паркинг, значи со лифтови и така натаму, за да биде наистина баш она допадливо. Покрај градскиот пазар подготвен е и детален урбанистички план кој предвидува изградба на два деловни комплекси, надградба на трет и изградба на стамбена зграда во централното градско подрачје. Овие сите други објекти, значи деловни комплекси за кои што зборуваме, тие ќе бидат предмет на јавна објава, во која што јавна објава, нели, заинтересираните субјекти, а веќе има заинтересирани субјекти, ќе одат со купување, лицитација, купување на земјиштето и градење на овие објекти. Според локалната самоуправа, целта е општината да добие модерен урбан лик и да нуди добри услови за граѓаните, но и поголеми можности за бизнис секторот. Интензивно се работи на кружниот тек кај Евона. Динамиката на работите е задоволителна. Изградбата се очекува да заврши кон почетокот на месец октомври. Општинските власти најавуваат нов кружен тек на влезот во градот кај Башино село. Интензивно се работи на кружниот тек кај Евона. Во тек се работите од првата фаза. Отстранети се времените објекти, исклучени се и инсталациите, а исто така се отстрануваат фундаментите на градбите кои претходно беа лоцирани на ова место. Динамиката на работите е задоволителна. Завршувањето на изградбата се очекува да биде на почетокот на месец октомври. Во меѓувреме, ќе се постави лед осветлување и просторот хортикултурно ќе биде уреден. Со реализацијата на овој проект се решава проблемот со сообраќајниот метеж во овој фреквентен дел на градот. Општинските власти најавија изградба на кружен тек и на влезот во градот кај Башино село. Таму се наоѓаме на спој заедно со регионални, односно магистрални патишта. Имаме добра соработка со раководниот менаџерскиот тим на јавните патишта, на републичките јавни патишта, така да очекуваме договор заеднички на кој начин тој да го направиме и сакаме како следна фаза да биде и тој кружен тек направен во нашиот град и со тоа веќе градот да добие класични, веќе имаме еден влез и вториот влез да биде онака како што долику. Чадиев најави дека проектот е изготвен. Откако ќе бидат собрани сите потребни дозволи во текот на идната година, ќе започне изградбата и на овој кружен тек. Општина Кавадарци информира дека започнува процесот на обележување на хоризонталната сообраќајна сигнализација по градските улици и локалните патни правци.
Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека процесот на озебрување ќе се одвива во ноќните часови, почнувајќи од 22 часот па се до 4 часот наутро. Ова го налага технологијата на работа, која бара температурата на асфалтната подлога при нанесувањето на бојата да не биде повисока од 25 степени Целзиусови, како и поради намалената фреквенција во сообраќајот. Општината апелира до граѓаните и учесниците во сообраќајот стриктно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи додека трае времениот режим на сообраќај во деновите кога се одвиваат работите на озебрувањето. Особено да се внимава во наведениот термин да не се паркираат автомобилите во близина и на самите раскрсници и пешачки премини како не би се попречувале работите на изведувачот. Општина Велес најдоцна до 15 октомври треба да ја заврши распределбата за буџетот за 2016 година. Граѓаните и оваа година ќе учествуваат во неговото креирање. Сите поединци, граѓански здруженија и невладини организации можат да достават своји предлози за кои сметаат дека се од поширок интерес на заедницата. Граѓаните и оваа година ќе учествуваат во процесот на креирање на општинскиот буџет. Локалната самоуправа започна да ги подготвува нацрт програмите за активностите кои треба да се реализираат во 2016 година. Општина Велес со отворен повик до сите поединци, граѓански здруженија и невладини организации да ги доставуваат своите предлози кои сметаат дека се од поширок интерес на заедницата. Посебен акцент се става на идеи кои ќе допринесат за економски и социјален развој, како и придобивки во областа на образованието, културата и здравството. А со цел да им дадеме на граѓаните повеќе простор да размислат што е она што ќе биде клучно за инвестирање во 2016 година, Општина Велес денес ја објави иницијативата, ги објави критериумите и формуларот за поднесување на предлози за креирање на програмите. Општината ќе ги земе во предвид сите доставени предлози од граѓаните. Усвоени ќе бидат оние кои стручните лица сметаат дека се приоритетни и се од бенефит за заедницата. Ако има иницијатива од граѓаните за уредување на некоја улица, стручна екипа од Општина Велес ќе ја посети таа улица, ќе види дали е оправдано барањето на граѓаните, ќе види кој е интересот на граѓаните, која е таа целна група, дали опфаќа интерес на поголем број на граѓани и приоритет во изготвувањето на програмата имаат оние предлози кои што задоволуваат потреби на поголема целна група на граѓани. Идејните решенија и предлози се значени за општината чија работа е во служба на граѓаните. На нивно барање, локалната самоуправа значително придонесе за промовирање на спортот и културата во Велес. Ова придонесува од година во година некои од програмите драстично да бидат зголемени, како на пример програмата за спорт пред 10 години која изнесуваше само 800.000 денари, значи не пол милион. Сега програмата за спорт достигнува износ од 10 милиона денари буџетски средства. Истото е и за програмите за култура, за програмите за здравствена заштита, за заштита на животната средина. За невладините организации важат соодветни критериуми за да можат да конкурираат на јавниот повик. 18 септември е крајниот датум за доставување предлози од сите заинтересирани субјекти. За рано откривање на рак на дојка, лекарите препорачуваат само преглед и скрининг. Според европските стандарди, преглед би требало да се прави најмалку на 2 години. Ракот на дојка во светот и Македонија е малигно заболување број 1, односно 1 на 8 жени има карцином на дојка. Секоја девојка над 20 години да прави само преглед, додека жените над 35 години задолжително да направат скрининг. Ова се препораките на доктор Светлана Темелковска од Клиниката за радиологија за превенција и рано откривање на рак на дојка. Според европските стандарди, преглед би требало да се прави најмалку на 2 години. Ракот на дојка во светот и во Македонија е малигно заболување број 1, односно 1 на 8 жени има карцином на дојка. Скрининг подразбира
преглед на асимптоматска жена, значи без никакви симптоми, на редовен 2-годишен период, за да ние како лекари го откриеме карциномот. Не пациентката сама, туку ние ги откриеме раните знаци на карцином, со што преживувањето е 30% поголемо. Значи секоја трета жена ќе преживее благодарејќи на така наречената скрининг програма, односно рано откривање на рак на дојка. Во проектот за скрининг на Министерството за здравство во соработка со клиниките кои имаат мамомати и радиолозите, опфатени се жени на возраст од 50 до 69 години. Пациентките треба да направат скрининг, а по прегледувањето на снимките доколку е потребно, се испраќаат дописи до матичните лекари, пошто се постапува понатаму. Не боли мамографијата, одма да објаснам. Не боли, немаме најсофистицирана апаратура, особено клиниката за радиологија. Не е штетна, значи нема на како ние да направиме карцином со тоа зрачење. Тоа е минимално зрачење што го користиме во дијагностиката, така да мислам дека имаме одличен озир. Според доктор Темелковска, 70% од жените кои се повикани се вратиле. Тоа е знак дека е подигната свеста кај жените за сопственото здравје. Голем е интересот за учество на пливачкиот маратон кој ќе се одржи следниот месец на Велешкото езеро Младост. Од Федерацијата потврдија дека ќе плива речиси цела пливачка фела. Илица Радевска ги има деталите. Интересот кај пливачите за пливачкиот маратон кој следниот викенд ќе се одржи на Велешкото езеро Младост е голем. Од Федерацијата потврдија дека речиси цела пливачка фела ќе биде на маратонот, кој е дел од македонскиот куп во далечинско пливање. На 30 пливачи од клубовите ширум земјава се очекува да настапат на кружната патега во должина од 2,5, 5 и 10 километри. Вториот пливачки маратон ќе се одржи во 2 дена. Пред професионалците ќе настапат аматерите на рекреативна трка од 2,5 километри. 20 на пливачи главно од Велес веќе се пријавиле на маратонот. На 22 август ќе се одржи рекреативниот пливачки маратон. На него имаат право да се пријават сите рекреативци, додека вториот ден на 23 во недела ќе се одржи македонскиот куп во далечинско пливање, на кој може да се пријават сите професионални пливачи од македонските клубови, информираат организаторите. За безбедноста на учесниците и годинава ќе се грижат кајакарските клубови и Здруженијето за безбедност. Неколку интернет страници на државни институции мета на хакери. Епидемиолошката состојба во Тетово е стабилна. Вести од Македонија. Јавното обвинителство, Министерството за информатичко општество и администрација, Маранет и сајтот е-трговија биле мета на хакерски напад и целосно биле ставени надвор од функција, соопштуваат неколку македонски интернет портали. Најверојатно се работи за хакерски напад кој се представува преку полското знаме, чии содржини се поврзани со исламистичката пропаганда. Во таа цел се отвора прашањето дали хакерскиот напад може би е одговор на полициската акција Келија. Имено на 6 овој месец во полициската акција Келија беа приведени 9 лица осомничени за тероризам, а 27 се во бегство. Епидемиолошката состојба во Тетово е стабилна. Континуирано се преземаат сите мерки од страна на надлежните установи и нема појава на заразни заболувања, соопштува Министерството за здравство. Надлежните установи будно ја следат состојбата и здравствениот систем е целосно под контрола. По појавата на поплавите во овој регион не е регистриран зголемен број на интервенции или повици во здравствените установи. Во Тетово, каде што е воспоставена континуирана дезинфекција на градската водоводна мрежа и во населените места Лешок и Непроштено, водата за пиење е исправна, додека во останатите рурални подречја зафатени со поплавите, водата е неисправна и забраната за пиење. Извршена е дезинфекција на површина од околу 25.000 метри квадратни, исто така се врши едукација на населението со препораки за заштита на здравјето, каде што се делат едукативни флаери од страна на Центарот за јавно здравје Тетово. Дирекцијата за заштита и спасување денеска прими донација од Народна република Кина. Вредноста е пресметена на околу 230.000 евра и се состои од чамци, униформи, чизми и друга неопходна опрема за справување во наразлични видови на природни катастрофи. Кога градоначалничката на Тетово ме информира дека градот има потреба од опрема за реконструкција и за спасување, веднаш контактирав со кинеската компанија Синохидро, која испрати помош за непогодените области во Тетово. Оваа донација според Салиу е резултат на долгогодишната соработка која дирекцијата има со амбасадата на Република Кина. Примивме донација од 300
одела и тоа палта, мајци, шлемови и така натаму. Добивме чизми и така натака. Значи добивме и 4 мочни чамци за спасување на вода при, не дај Боже, да се случат поголеми поплави. Значи чамците са со голема мощност, еден од тие чамци е со 80 коински сили. Салиу информираше дека Дирекцијата за заштита и спасување преку проект за механизација на цивилната заштита во Италија ги доби најмоćните пумпи што постојат во овој момент во Европа, кои црпуваат до 40.000 литри вода во минута. Соединетите американски држави предупредуваат дека е можна ескалација во Украина. Грција се договори со кредиторите. Вести од светот. Соединетите американски држави предупредуваат дека проруските сили во источниот дел на Украина во изминатите 3 дена извршиле повеќе напади отколку во било кој друг 3-дневен период уште од февруари, што може да представува ескалирање во напорите на милитантите за дестабилизација на владата во Киев. Портпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби изјавил дека украинските власти во саботата пријавиле 127 одвоени напади на проруските сили, во кои загинале 3 украински војници, а 35 се повредени. Тој истакнал дека проруските сили и официјална Москва не можат да зборуваат за мир и тогаш се борат, повикувајќи ги двете страни да се придржуваат кон мировниот договор постигнат во февруари во Минск. Спогодба за примарните буџетски показатели за периодот 2015-2018 година постигна Грција со кредиторите. Овој договор е постигнат во рамки на програмата за обезбедување на финансиска помош за Грција, а предвидува во 2015 примарниот буџетски дефицит да сочинува 0,25% од бруто домашниот производ на оваа земја. Примарниот профицит во 2016 година да достигне 0,5% од бруто домашниот производ, во 2017 1,75%, а во 2018 3,5% од бруто домашниот производ. Изворот грчката влада соопштил дека целните индикатори за примарниот буџет биле здружени. Атина и кредиторите претходно достигнаа спогодба по проектите за базни сценарија за примарниот буџетски профицит за 2016 и 2017 година. Перо Блажевски повторно во работнички. ФК работнички доживеа пораз од Брегалница. Јотовски со скок на АТП листата. Домашен спорт. Легендата на македонската кошарка 42 годишниот Перо Блажевски следната сезона ќе работи како помошник тренер на Марин Докузовски во таборот на работнички, соопштуваат извори на Спорт медија. Имено Блажевски својата кариера е започна токму во работнички, каде што постигнуваше врвни резултати. Значен период мина и во дресот на МЗ Скопје, каде што се впиша во историјата како стрелец на поените, со кој овој тим го сруши големиот Реал Мадрид. Тој беше дел и од екипата на Никол Ферт, Кумано во Вардар, Торус и Кожув, каде што пред 2 сезони заврши играчката кариера. Блажевски всушност ќе го пополни испразнатото место во стручниот штаб на работнички, останато по заменувањето на актуелниот македонски селектор Маријан Сарбиновски, кој во моментов е без ангажман, а кој пред известно време беше поврзуван со трансфер во бугарскиот прволигаш Черно море. Брегалница оствари голем триумф на домашен терен против фаворитот Работнички. Само 4 дена по елиминацијата на Трабзонспор во Лига Европа, Работнички доживеа непријатно изненадување на стартот од првата фудбалска лига. Те брмалци загубија со 1:0 на гостувањето против Брегалница, иако играа со играч повеќе половина час, откако Никола Тонев беше испратен во соблекувалната поради втор жолт картон. Трите бода за Штипени ги донесе Дејан Митров со погодокот во 94-та минута. Следниот надпревар на Работнички е за 6 дена на домашен терен против екипата на Хоризонт Турново, додека Брегалница гостува во Кратово кај Силекс.
Македонскиот тенисер Томислав Јотовски оваа недела успеа да забележи голем напредок на најновото рангирање на АТП листата. Јотовски моментално се наоѓа на 559-та позиција со вкупно 58 поени. Тој минатата недела беше дури 581-виот пласиран тенисер и забележа скок од дури 22 позиции, што е одличен пласман. Најблиску до Јотовски од македонските тенисери е Димитар Грабул, кој што се наоѓа на 894-та позиција со 17 поени. Тој забележа пат од само 2 позиции. Во следниот период до средината на септември Јотовски нема обврска да брани поени, што значи дека секој добар резултат ќе му биде добре дојден. Тоа може да биде шанса да го надмине својот најдобар ранг 510 место. Според најавите, Јотовски оваа недела е пријавен за настап на уште еден турнир во Тунис. Манчестер Сити супериорно ја стартуваше новата премиер лигашка сезона. Познати победниците на тенискиот турнир во Вашингтон, меѓународен спорт. Манчестер Сити супериорно ја стартуваше новата премиерлигашка сезона, откако во последниот меч од првото коло го совлада тимот на Вест Бромвич Албион. Одличното прво полувреме беше кронисано со 2 погодоци на Јаја Туре, додека второто полувреме ги разреши капитенот Компани, кој со глава го зголеми резултатот и ја затресе мрежата на противникот. Со оваа игра избраниците на Мануел Пелегрини најавија дека се подготвени за нивно враќање на тронот на англискиот фудбал. Во второто коло избраниците на Пелегрини ќе го пречекаат шампионот Челси. Кейт Нишикори и Слоун Стивен се победници во машка и женска конкуренција на тенискиот турнир во Вашингтон. Јапонецот стигна до титулот откако во финалето славеше против домашниот тенисер Џон Иснер со 2:1, кој направи 2 брейка во вториот и третиот сет и беше доволно да ја освои титулата од Сити Опен во Вашингтон. 30-годишниот Изнер изгуби по трет пат во финалето во Вашингтон последните 6 години. На женскиот турнир Слоун Стивен се декласираше русинката Анастасија Павличенкова и стигна до првиот трофеј во кариерата. Ова беше прво финале за 22-годишната американка и го освои за само 1 час и 3 минути игра. Европскиот клупски первак Барселона и освојувачот на трофеот во Лигата на Европа Севилја вечерва во Тбилиси ќе го одиграат мечот за Суперкупот на Европа. И едните и другите се силно мотивирани да направат одличен вобед во новата сезона во премиера која стартува на 21 овој месец. Додека Севилја се надева дека може да направи изненадување да го совлада актуелниот европски шампион, во Барселона се убедени во својот квалитет, иако во вечерашниот надпревар нема да учествува Нејмар поради здравствени причини. Во Тбилиси владее вистинска фудбалска еуфорија, сите се во очекување на вечерашниот спектакл, а фановите имаат можност да се фотографираат со пехарите од европските надпреварувања. За 2 години ваква еуфорија ќе има и во Македонија, со оглед дека Скопје е градот што во 2017 година ќе биде организатор на Суперкупот на Европа. И делегација на Фудбалската федерација на Македонија се наоѓа во Тбилиси, каде црпи искуства за организацијата на овој голем настан. Топло и сончево време имавме денес, слично време не очекува и утре. Еве деталната временска прогноза по општините од Вардарскиот регион.
Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!